Në seancën për pyetje deputetësh, opozita shprehu dyshimet e saj për ndjekje dhe drejtësi selektive, madje edhe për zgjerrje nga ana e pushtetit në hetimet e prokurorisë për tragjedinë në Koçan. Megjithatë, si Mickoski ashtu edhe Toshkovski mohojnë një gjë të tillë. Pse po fokusohet qeveria vetëm te një emër i vetëm? Në aspekt politik që ta bulon, gjithësisht e kam fjalën të ish ministri Bekteshi, ish ministri ekonomisë, ndërkohë që një tërë zinxhir i tërë institucionesh ka dështuar në ushtrimin e detyrës. Сега, каде во постапките каде што вие со вашите партнери во минатото, Кабелот го обвинувавте, па на друго место Пајакот го обвинувавте, па на трето место не знам кој ви беше крив, овде виновниците, без оглед на тоа дали биле блиски на едни, други или трети, не ме интересира тоа. Не ме интересира криминалците на кого се блиски. Не ме интересира. Не ме интересира. Брат да ми е, ќе одговара. Да ги оставиме луѓето, да ја завршат истрагата, да видиме, можеби јас ќе бидам осомничен, можеби Тошковски ќе биде осомничен, можеби некој друг ќе биде осомничен. Да почекаме, да видиме и да направиме тогаш заклучок дали било селективно, дали не било селективно. Duke ja rikujtuar kryeministrit Mickoski deklaratat e tij të mëparshme se të gjithë përveshjet do t'i nxjerrin nga shtëpia, Bexheti akuzon kryeministrin se ai po e luan rolin e prokurorit. Ne znam дека некој друг кажал дека за уши ќе ги влечеме и ќе... За уши? По тоа вие сте обвинителот. Аха. А вие под кои надлежности за уши ќе ги влечете? Кој? Законот ви ги дава или кој закон? Вашиот закон. Тоаш важи вашиот закон во оваа држава, не законите и уставот. Се надевам дека целата јавност го слуша овој одговор, дека од законот на премиерот Христијан Мицковски може да се влечат луѓе за уши.